Другари, значи с навики, интереси имаше и коментари и поръки. Само един коментар имаше уствари под видеото, не ми е ясно защо ми правите поръки. Луѓе, слободно пишете значи, коментар под YouTube, нема да ви зедат или у групата. Шо има връзка ако ви видят дека сте заинтересирани за Стар Атлас да прашате. Значи до новите, на мене последните видеа ми си на Кик, ама мислам дека и тамо ми ги тръгнава, пошто Кик си имат не знам тамо колко период, као нещо 30 дена да стоят, па нещо ги тръгат, па не ми се свига тази систем. А плюс македончето не сака да седе на Кик, да я користе, значи за жал среќа уствари шо ме каже го прима назад на YouTube. Значи официалната страна, другари, е play.staratlas.com. Тук имате Marketplace, значи дека ги тражите тия кру, екипаж, имате бродови се продават. Али за да почнете тај сектор со бродови и со екипаж, треба многу да ја разбирате. Значи кои бродови се вредни, кои копат, кои за борби натаму ќе бидат употребувани. И си тражи сериозна инвестиција. Исто и за екипажо. Гледате, продават се тука Silver Pack, Gold Pack, Platinum. А дури имат и берза. Берза дека се купува, кажи го, дека се купува тај екипаж. Значи тука купувате цел пакет, кој ще кошта на различни цени, а тука ќе си ги проверите сами кој го интересира. А тука се продават, чекай да видим сега колко е најефтинiju. Значи Solana е сега моментално, у Solana се продават, Solana е $216, значи 0.020 Solana по $216, значи $4.32 е најефтиниот екипаж. И тај екипаж ви треба за майнинг сектор или, например, ако го разбирате да го трейдате, што е многу тешко, или тука ако го купите па да ви се падне нешто, например, еве да речеме колку пари е Silver Pack, тука се мене, е $25, уште 212,000 се продават. Значи $25 купувате, фактички 5 екипажа ќе ви се паднат, може ќе ви се падне нешто легендари, мистик, не знам. И ако ви се падне нешто јако, дел го користите за играта ако е майнинг сектор, а ако не, тука го ставате на продажба. Конектирате го волето, значи, еве ќе ви покажам. Волетите се симнуват официално од Twitter и Jupiter имате, ово е берзата уствари, имате Phantom Wallet, значи одите на Twitter, таа е тај линк, не да пишувате на Google, значи учете се, одите на Twitter, на официалната страна на Phantom, еве го Phantom Wallet, тука и го симнувате, еве тука се уградува, другиот е, јас што го користаме Solflare, исто тука се симнува, исто е гледате Coffee Extension, тука се надоградува. Треба да разбирате што правите, ако сакате да улезете у тај сектор, кој не го препорачувам. Многу е скапо да улезете у Sage Labs майнинг сектор за бродови. Ово е светската мапа. На постарите видеа има. Тоа е светската мапа, а еве програмата ќе ви покажам на кој начин работи програмата што ми копа. Еве тука Славчо што има креирано и автоматски самата флота си копа автоматски. Гледате храна имам јас, майнинг сектор имам, сега ќе покажам. Значи јас имам за да имате флота, треба да имате Claim Stake Tier 2 и Claim Stake Tier 1 станици. Тие станици, другари, се доста солена сума, зависно колку голема флота ќе имате,
толкова голема, толкова ли... И аз се извинявам интересна работа, какво прикина в кафето и дое това ног на време, дое това, почне да се стемнува и ми се спи. Али няма да пием кафе години и по какво не го пием. Значи, овие станици луѓе ви трябват много и гледате тук тия станици копат на дневна база храна, гориво, муниция и тулкит. И я на 24 сата одам клейм и гледате. Изкопал съм 58.000, 59.000 храна, 89.000 фюел и тулкит. Фюел ми е много важно за... Фюел и муниция са най-битни. За муниция и фюел са най-битни за тая флота да копа, да се прате. А храна, исто троше храна, кога ќе пратите флотата. Значи тия трите са най-битни, тулкит не ви треба за... Тулкит има за скинирање, там нема да улагам. Имате у старите видеа обяснето. Кой се по-детално интересира, можем да му отговорим упораки, не ми се снима видео сега за Sage Labs, толкова видео снимав и е много мал брой на луѓе се у Sage Labs македонци за да копат. Троица сме големи играчи, само македонци, а не другите са по-мали играчи. Значи станици трябва да имате, трябва да се разбирате муниция, храна, како се трейда, ако не копате доволно, трябва да имате екипаж, имате берза за екипаж, дека се купува, ако не ви се купува цел пакет. Трябва да знаете оваа игра шо правите, значи има много детални информации, имате и Twitter, Star Atlas, дека много детално е обяснето. Ако улавате от тај дел, тај сектор има моментално и наградна игра, 4 милиони долари имат. И брат, до сега не се прозеват и се утепав прозевайки. Ама няма да пием кафе. Значи имате големи награди. Имате 4 милиона награди. Golden Tickets не би препоръчал да го играете. Я пробав да го играем и едноставно ми се пая такви мали смешни бродови. Я трошиш толкова много Star Atlas за играта, че освен ако не е на огромни суми от 10 или 20 или долари, няма нищо да ви се падне. Значи така е дизайнирана за големите играчи. Пошто не и трябват некои мали играчи да и се падне нещо, ке немат пари. Не е дека играта не е фер, тук едноставно вие ке немате муниция, храна и ке немате уствари толкова скапи станици. Значи ова тир еден беше на времето и 500 долари. Ке немате толкова пари да инвестирате за станици, за да копате, за да се развиват играта и за това на мали играчи е дизайнирана, не се пая. Не се паят добри награди. На нивната официална страна, кой го интересира, има огромни информации, кои ще може да ги совладате, за да разберете дека упаѓате, али е доста скапо да долегнете от тази сектор, значи повече се изплаќа, вие долезете во... Еве ги, значи, Phantom, чекай само... Повече се изплаќа да улезете у сектор, ово е in-game токено. In-game токен, значи целото тоа гориво што ќе го ископам, целото тоа хайдроген што ќе го ископам, фактички, еве тај целиот хайдроген што ќе го ископам, носам го у крафтинг, зашо во не се беше конектирало? Носам го луѓе у крафтинг сектор, operations, и гледате in progress за 78 часа ќе изкрафтам 60 милиони гориво. Значи јас сум голем кит. Моята флота е околу 50.000 долари. Не планирам да ја продавам сега за сега. Планирам доста на кога. Јас се извирал, али кафето повикува, ама нема да пием. Значи го тепав се прозевајки, чудна работа, брат. Секојаш така и се нервирам. Значи 60 милиона долари, 60 милиона фюел. Планирам много да изкопам фюел и кога маркето ќе се дигне, планирам тај фюел, еве тука, да го продадам. Гледате, сега е доста паднан, 3.09. Сега не да правя рефреш самата игра, самия маркет. Я планирам на 3.0, не на 2.0 беше, не на 3.0, 25 да го продадам и да направям около... Тоа до сега ще го имам изкопано, трябва да го изкрафтам со тај екипаж.
Треба да го изкрафтам тука и мислам дека кога ќе успеам да го изкрафтам, ќе имам некои $6,000 изкрафтано. $6,000 у Fuel и тај Fuel ќе го сменам за Star Atlas, за in-game токено и не планирам сега да го гледате. All time high е... Ева, много тежко се наместе. 0.23 е тука, ама не е точно това. All time high беше много повеќе на другите места, одеше и до 0.70. Не ми е ясно защо не го дава на CoinMarketCap. Значи на други места, на CoinGecko, не се кявам на коя беше, имаше го и до 0.70 стигнуваше, ама я на 0.27 планирам да продадам 50-60%. И сето тоа ще го имам изкопано тај хайдроген и тај ще го имам изкопано fuel, после ще ќе го претворам, ќе го продадам за Star Atlas и тај токен планирам да го флипам, да го трейдам, да го изигравам. Или едноставно ако не е качен на цена Star Atlas DAO, да го сменям у него, па там да направам некој профит. Тоа што сум изкопал. Значи за Star Atlas, другари, еве гледате all time high, тука на CoinMarket го забележува, се трейдаше на $14.50, на други берзи се трейдаше $18, а газдата на играта, мислам дека го има трейдано највеќе на $25 на некој децентрализиран волет. Значи ја планирам, еве кај мене е ставено, гледате првата серија од 75.447 полис, кои што моментално вредат $11,000 или $12,000. Кај мене е ставено да ги продавам на $11 првата такво и профито е $829,918. Сега изгледа фантазија, ама еве токено е бил е до таа сума, гледате. Бил е до тука е бил до $14, гледате, ја планирам на 11, па на $14 да продадам. Значи за некој што е фантазија, ја ризикувам $11-12,000 и гонам профит, гледате тука, гонам профит за $829,000. Ако го успеам да го флипнам, да го продадам, пошто играта имаше достигнано $14,5 и $18 и $25 продажба на токено, кога уопште не беше развиена, кога никој поема немаше за играта. Еве ја тога имам на мојот канал гледатели пред цели 3 години. Може да ги погледнете старите видеа колку тешко се купуваше, колку тешко беше да се купи брод, колку беше тешко да се разбере играта, сега е многу полесна. Многу полесна, тие што играат таков карактер на игри, за нив може да разберат што зборам, другите држете се до ова е многу ризичниот токен in-game, комар токен, за да погодите да го изиграете, а ово е како да купувате акции. Како да купувате акции у самата игра, ова е тај токен и кој му се ризикува може слободно да си инвестира колку пари сака. Еве, кажав ја цената која е. Цената, покажав јас, гледате на колку сум, си ги ризикувам моите пари, сум покажал и така да јас го тоа гонам, а на вас не ви препорачувам да си играете со вашите пари, не е ово финански совет, ово е лично покажувам само, затоа е крив на групата со моите пари, јас шо правам. Значи ово не е да ви покажам вие шо да правите со вашите пари, ово е, другари, не е финански совет, ово е покажувам јас со моите $11,000 у полис, шо верувам у играта, и со мојата флот од $50,000, еве кој шо гонам. Ако ќе следам у моментот, може ќе се маче, нема да стигне до $11, ќе го продавам на 10, на 9, ама пак ќе направам сериозни пари. Значи тоа ми е целта, другари, тоа е мојата цел, да направам луди пари за токен кој што одигра уште го нема на берзите, значи нема го на америчките берзи, нема го на Gemini, нема го на Binance.USA, нема го на Robinhood, нема го на CoinMarketCap, нема го на там други амерички берзи кои да беа. Значи, кога ќе се покаже на берзите, еве Markets, гледате тука моментално го има на овие берзи. Kraken мислам дека работи у Македонија, ако не се лашам, и Gate.io, мада Gate.io не ви ја препорачал да ја користите. Малку внимавајте со таа берза, ако правите, ако купувате, одма си ги префрлете на Phantom Wallet или на Solflare. Gate.io ми
ми е матна берза на кој начин се појави. Еве има ја на 5 маркети различни тука, дека може да се купи кој не знае да користи Software и Phantom. Има и на Uphold берзата. Зашо не ја пишу тука, не ми е јасно. Има ја и на Uphold. Така да внимавајте со овие берзи. Најпаметно е Binance на Binance да се купе, сега не може да ви покажем от Америка е забравена на Binance.com да се купе Solana. Соланата да се префрля на Phantom или на Software волето. Software волето го конектирате, еве ќе ви покажам. Disconnect, Connect гледате на Software, тук сега не ми го дава Phantom, не знам защо. На Software го натиснам, го конектирам и си е конектирана, кажи го, самата Jupiter берза работи на тај принцип, вие Solana да го префрлувате на Jupiter или на Phantom и тамука ставате на лимит, гледате spot лимит, не на swap. На swap, другари, ако отидете, взима много. На swap взима много. Еве, тука најчето, например, да речеме сте префрлиле Solana и сакате да свапнете за полис, Connect Wallet, то много ќе ви земе. Значи тук одете на лимит. На лимит, програмирате на која сакате цена. Зашо заглавува? Не ми е ясно защо заглави. Ово ми се нема случувано до сега, не знам дали OBS студиото ја заглави. Значи интернето нешто, конекцијата ми е паднала. Welcome in Америка. Барем и тоа го видовте уживо. Значи у Америка е на смешна берза, што ништо не траже. Еве, интернето падна и гледате беше заглавило. Еве, сега и тука не се е појавило во уште. Опс. Значи, другари, тоа е тоа. Чекам лут профит да направам од толку верувам многу тај токен, али вие нем да си играете со вашите пари, гледајте да си купите биткоин, етериум и кардано, прво да си купите, па после гледајте за Star Atlas да си направите математика, дали имате пари да си купите додека гледате колку години е оцрвено. Тоа е нормално за тие игри, 3 години е bear market и гледаш само една година bull market, тоа е експлозијата и е брзо, че треба да продавате да го фанете и после одма паѓа тие игри, китовите продават и рушат цената. Така да ако многу чекате и да се мислите на 11 на 14 долари, може да падне и пас со години да ви стоят доле. Така да 0 до 13 е ниска цена. Кој сака може да си ризикува со неговите пари и да си проба. Еве јас ви покажав мојот ризик кој е. Покажав ви мојот ризик кој е. Тоа се официјалните страни дека пратите самата игра. И тоа е тоа, другари, гасам за шо пократко да биде видеото, за да може луѓето да го гледат, пошто 30 минути не и се гледа, брат. Чао. Кој има за повеќе го интересират информација, да пише коментар, ќе да објаснам у друго помало видео. Чао.